Епидемиолошката состојба од ден на ден не се полоша, за жал бележиме рекордни бројки на заболени, но и на починати од COVID-19. Секојдневно сте со пациентите, со какви симптоми најчесто доаѓаат и дали навремено се јавуваат кај вас? Најпрво ми благодарам што ми возложите да бидам дел од вашата програмска шема. Секако живееме во последниве неколку месеци во една, ја би рекол, критична вонредна состојба на живот, уврска секако со пандемија од коронавирус. Бележиме секојдневно, како што рековте, една огромна бројка на заразени пациенти. За жал имаме една исто така огромна бројка на екзитирани. Спомневме за клиничката слика кај пациенти. Тоа е интересно прашање кое што за мене, да речеме, бара малку по-детална обсервација. Што сакам да кажам, имате пациенти кои што се со една блага клиничка слика или да не кажам пациенти кои што немаат симптоматологија до пациенти кои што имаат една сериозна клиничка слика со една лобарна бронхопнеумонија со воспаление на долните респираторни патишта и таквите пациенти бараат една по-темелна обсервација, една по-темелна диагностика и секако по-темелно и по-сериозно лекување. Што се однесува до прашањето во однос на времено јавување кај лекар од страна на нашите пациенти, на нашето граѓанство, имате еден добар дел на пациенти кои што поучени од некакви лоши искуства во семејството или од самите пријатели се јавуваат на лекар навремено. Тоа се пациенти кои што веднаш штом ќе почувствуваат нешто во смисол на покачена телесна температура, на костоболка и зглобоболка, на малаксалост и на една општа слабост, веднаш се јавуваат кај нас, односно се јавуваат кај лекар. И имате една група на пациенти кои што веројатно сами се лекуваат или мислат дека сами може да се лекуваат и сето тоа после тоа чини малку по-комплицирано обсервирање, по-комплицирано лекување на истите тие. Еден дел, за жал, завршуваат и во болнични услови, завршуваат на оксиген терапија или некои екзитираат. Стравот од COVID-19 ги принуди граѓаните на своја рака да конзумираат различни витамини. Дали е препорачливо тоа да го прават? Само ќе ве коригирам, витамин D не е нешто со што се лекува коронавирус, него значи тоа се суплементи кои што сите ние би требало да ги користиме најчесто во одреден дел од период од годината, посебно во овој дел од годината есен-зима. За мене, да речеме, употреба на антиоксиданси, како што е, да речеме, селен, на олигоелементи, како што е цинк, како што е стронциум, да речеме, како што е споменавме D-витамин исто, од витамини, избор на нешто што би дал приоритет во ова време на користење и секако C-витамин кој што е за мене на прво место во однос на превентива и во однос на подигање на имунитетот кај луѓето. Со што можат да се заштитат граѓаните во време кога има и кога е активно и аерозагадувањето? Да. Граѓаните прво би требало да ги послушаат советите на нас лекарите, на Министерство за здравство, на своји тематични лекари, нас, лекари специјалисти и на секако Светска здравствена организација. Сведоци сме секојдневно, следиме на јавните гласила што се случува кај нас овде во Европа и во светот. Значи, апелирам до граѓаните да носат маска, да се придржуваат до сите инструкции оние кои што ќе ги добијат од нас лекарите, од медицинското особје и од Министерството за здравство, секако од нашиот министер за здравство, да држат едно прописно расстојание и да не се групираат, да не одат на места кај што има многу популација, на места каде што практично може да се заразат или може да дојде до формирање на така речени оние кластери кои што се извор на зараза кај популација. Исто така, сите оние убави моменти, порачувам дружења, родендени и некакви прослави да бидат одложени за некое
близко идно време. Се надевам дека сето ова за одреден временски период ќе стивне и се надевам дека за еден краток временски период ќе излезе вакцина која што ќе биде веројатно спас за луѓево. Што се однесува, само сакам малку да се вратам назад во однос на она што споменавме, би било убаво да се каже дека во однос на клиничка слика кај пациенти кои што се инфицирани од коронавирус, односно COVID-19, најчести компликации се воспаление на долните респираторни патишта, реков, значи бронхопнеумонија, и имате пациенти кои што како почеток на самава инфекција имаат или немаат или имаат значи слаби симптоми, а после тоа, после ден, 2, 3 или после 24, 48 часа прават практично бронхопнеумонија со една изразена обструктивна компонента, со еден наод на белодробие, со една докажана рентгенграфија на белодробие во смисол на ова што го зборувам. Тоа е нешто што навистина бара едно сериозно лекување, еден сериозен пристап. Ние цело време сме овде со моја медицинска сестра уште од март месец секојдневно, значи немаме отсуствувано ни еден ден, работиме максимално и посветени сме максимално на нашите пациенти, сите оние кои што ќе дојдат во нашава здравствена установа. Редно е да се каже и да се спомене една група на пациенти друга, која што имат коморбидитети, така наречени коморбидитети, значи тоа е малку повозрастна група, обично е малку повозрастна група на пациенти кои што имаат и други хронични заболувања и кои што практично спаѓаат во една сериозна група на луѓе во смисол на одредени компликации или сериозност на истиве во однос на коронавирус. И да споменам дека сведоци сме и самиве дека она граница на возраст се спушта се повеќе и повеќе долу, дека во почетокот имавме релативно мал број на случаеви на заразени, обично тоа беа малку повозрастни луѓе и оние кои што за жал екзитираат, тие се, да речеме, во некоја си 7, 8 декада од живот, 8, 9 декада од живот, меѓутоа имаме и случаеви се почесто и почесто, да не кажам секојдневно, луѓе кои што се далеку помлади и кои што се соочуваат со сериозни компликации од ова, за мене, сериозна вироза, за мене едно сериозно вирусно заболување кое што, како што реков, дава такви компликации, не само респираторни, имам во последно време пациенти со хепаторенален синдром, значи компликации на бубрежна и на црнодробна функција, пациенти кои што се да речеме диабетичари кои што имаат шеќерна болест како еден од и така наречен метаболен синдром, нешто што е навистина сериозно, односно спаѓаат во група на сериозни пациенти кои што за кратко време се комплицира здравствената состојба. Пациенти кои што, да речем, имаат нарушување во статус во лабораториски статус, имаат еден лабораториски дисбаланс, хроничен, сакам да кажам, и друга популација која што обично навремено не се јавува кај лекар, него ќе поминат одредени денови, одреден временски период и после тоа доаѓаат со една сериозно средна или средно тешка клиничка слика на болест.